Почитувани пријатели, почитувани браќи и сестри, почитувани гледачи. Се наоѓаме на почетокот од новиот серијал под наслов Евангелска вистина. Овој серијал се состои од 12 емисии и во секоја емисија ќе се обидеме да објасниме по еден дел од Новиот Завет. Ваши водители ќе бидеме јас, Ведран Симовски, мојот колега Симеон Стевковски и нашиот редовен гостин отец Ивица Тодоров. Отец Ивица, која е суштината на овој серијал? Суштината на овој серијал е да им помогнеме, брате Ведран, на сите оние кои се обидуваат посериозно да го читаат Новиот Завет, односно светите книги на Новиот Завет. И сега и јас и многумина сме сведоци за тоа дека секој оно што се обидува да го чита Светото писмо наидува на еден проблем. Значи, читањето на Светото писмо не е едноставна работа, особено разбирањето на неговата содржина. И затоа низ овие 12 емисии ќе обработуваме 12 битни, суштински делови од Светото писмо на Новиот Завет, за да преку овие суштински, иако многу е тешко, Ведран, вистина да одвоиш кој е посуштинско во Новиот Завет, затоа што се е суштинско тамо, но еве, така мислам, се решивме на 12 емисии, на 12 посуштински според нас делови од Новиот Завет, за да објаснувајќи ги, им помогнеме на сите оние што го читаат Новиот Завет да ја разберат автентичната порака на Новиот Завет, односно да разберат што е суштината на тоа што го читат, која е пораката Христова, што тие треба да ја примат, да ја разберат и да ја практикуваат во својот живот. Да. Добро, се решивме еве за оваа прва емисија, која всушност насловот нејзин е за почетокот. Се решивме за овој наслов бидејќи ќе се обидеме да го објасниме прологот, односно воведот во Јовановото Евангелие, кое токму со тие зборови почнува во почетокот. Така. Тоа е малку символично бидејќи нели првата книга Мојсеева почнува со истите овие зборови. И не случајно Јован Богослов и така ја започнува. Да. Го започнува своето Евангелие, односно прологот, воведот во своето Евангелие, енархиниологос, а светиот пророк Мојсей пишува Берешит бера Елохин, во почетокот Бог го создаде небото и земјата, во почетокот. Значи, ќе се потрудиме да проговориме за почетокот. Добро, мислам, овој пролог, овој текст е многу длабок и во него има многу пораки, може многу да се зборува за него. Но ајде да почнеме од почетокот. За кој почеток се работи? Значи, енархи, како што напишал Јован Богослов, или Берешит бера Елохим, како што напишал пророкот Мојсей, под почеток се подразбира за почетокот на се што постои. Значи, и првата книга Мојсеева и овој пролог на светиот Јован Богослов започнуваат со вистината дека Бог е творец на се што постои. Значи, се што постои. Сега, кога говориме за тоа се што постои, значи, се што постои во сите димензии на постоењето, брате Ведре. Значи, нашиот ум не ни може да го разбере тоа. Значи, што се постои. Ние немаме представа, всушност, што се постои, како во духовниот, така во материјалниот универзум. Значи, се што постои, има свој почеток. И почетокот на се што постои е Бог. Добро, ајде сега пред да продолжиме да го објаснуваме текстот, за да им дадеме на гледачите малку да го прочитаме текстот за да имаме увид во текстот. Предлагам да го слушнеме прво текстот па да продолжиме со. Тоа ќе биде и полесно за да гледачите можат така да не следат, да го следат целиот процес на нашиот обид да го објасниме овој текст од светиот апостол Јован Богослов. Во почетокот беше Словото, и Словото беше во Бога, и Бог беше Словото. Тоа во почетокот беше во Бога. Се стана преку Него и без Него ништо не стана од она што постана. Во Него беше животот и животот им беше светлина на луѓето. Светлината свети во темнината и темнината не ја опфати. Имаше еден човек по име Јован пратен од Бога, тој дојде за сведоштво, да сведочи за светлината, да сите да поверуваат преку Него. Тој не беше светлина, туку да сведочи за светлината. А вистинската светлина,
која го просветлува секој човек, дојде во светот. Во светот беше и светот преку него стана, но светот не го позна. Дојде при своите и своите не го примија. А на сите што го примија, на сите што веруваа во неговото име, им даде моќ да станат чеда Божји, кои не од крв, ниту од волја телесна, ниту од похот машка, а од Бога се родија. И Словото стана тело и се всели во нас, полно со благодат и вистина. И ние видовме неговата слава, слава како на единороден од Отецот. Јован сведочеше за него и велеше зборувајќи: Овој е за кого реков, оној кој иде по мене ме испревари оти постоеше порано од мене. И од неговата полнота ние сите примивме благодат врз благодат, зашто законот беше даден преку Мојсеја, а благодата и вистината произлегоа од Исуса Христа. Бога никој никогаш не го видел, единородниот кој е Бог, кој е во крилото на Отецот, тој го објави. Отец Ивица, го слушнавме текстот. Јас би сакал само да напоменеме дека светиот Јован Богослов е ученик Христов и тој бил со него целиот живот. И кога поучувал, и кога бил на Голгота, кога бил распнат и кога воскреснал. И потоа бил еден од главните столбови, да речам, на раната црква. Се смета дека ова Евангелие го напишал при крајот на својот живот, односно при крајот на првиот век. Таму негде 90-те години во Ефес. Откако тогашните старешини на црквата ги кај него, затоа што он останува единствен апостол, се уште жив, додека сите маченички биле убиени, ги носат останатите, односно првите евангелија, по Матеј, Марко и Лука. Тој ги прегледува, ја благословува нивната автентичност и како она што тој мислел дека треба да се надополни од оние три сведоштва што биле претходно напишани, тој го пишува во Ефесова свое четврто, односно го пишува четвртото евангелие, последното евангелие всушност, и тоа што пред малку има можност да го слушнат нашите гледачи е прологот, односно воведот во неговото евангелие. И добро, интересно е, бидејќи знаеме дека Бог не може да се опише со поими. Тој е несватлив, неспознатлив, невидлив, нели, и на крајот пишува Бог никој никогаш не го видел. И ете поимите не можат да го допрат Бог, а ете Јован Богослов го користи овој поим, овој термин Словото, кој е превод од зборот логос. Интересно е да напоменеме дека евангелието е напишано на тој старогрчки коине јазик, и тој го користи токму овој поим кој всушност има многу значења во тоа време. Има, може да кажеме, некои значења. Зборот логос значи мислење, очекување, збор, причина, суштина, принцип. Зошто токму за овој поим се одлучува? Тоа што мора да влеземе во контекстот на времето во кое живее Јован Богослов и целта на пишувањето на ова евангелие, односно на ова негово сведоштво. Значи тој преку ова евангелие се обраќа и на луѓето кои се уште во старозаветниот народ Божи, во еврејскиот народ, односно тој се обраќа и на евреите, и исто така тој се обраќа и на оние кои не се евреи, односно на оние кои требале да бидат осведочени за Христос, односно за Логосот, за Месијата, кои припаѓале од други народи. Но во тоа време, во Римската империја, освен латинскиот јазик и елинскиот јазик бил официјален. Мислам, луѓето го практикувале и во источниот дел на Римската империја се говорело на елински. Така да, кога Јован Богослов го употребува овој термин логос, тој се повикува на две пораки. Прво, пораката на Стариот Завет, збор, логос или реч, слово. Значи, ние кога го читаме Стариот Завет, особено почетокот, кај пророкот Мојси, и рече Бог, потоа
кога читаме во псалмите на пророкот Давид, таму се говори за словото, за речта Божја, значи за мудроста. Тоа е оној старозаветен контекст, значи на разбирањето на словото, а оној елински или философски од тој контекст, како да кажам, кој извира од мислата на Хераклит, кој под логос го подразбира општиот закон на постоењето, значи принципот на постоењето. Сега Јован Богослов рекол пред малку има за цел, значи да им доближи, односно да им ја доближи пораката. Она убаво го спомна тоа пред малку, самиот тој бил сведок на сето тоа што Христос го правил, сведок на неговиот живот, сведок на неговите зборови, сведок на неговите чуда, сведок на неговото раснување, затоа што само тој останал заедно со Дева Марија и неколку други жени под крстот. Тој е сведок на неговото раснување, значи сведок на неговото воскресение, сведок на Педесетница, сведок на сите тие чудеса, на сите тие мистериозни, таинствени, надумни нешта што извирале од личноста на Месијата, од личноста на Христос. И сега, кога Јован Богослов сакал на овие две целни групи, и на евреите и на останатите припадници, останатите народи, да им засведочи за Месијата, тој не случајно својот пролог го започнува со овие зборови. Во почетокот беше Словото, односно Логос, зборот, и Словото беше во Бога, и Бог беше Словото. Односно, сака да каже дека во почетокот на се што постои, рековме на почетокот на емисијата, во почетокот на се што постои, во сите димензии на постоењето, беше Словото. Затоа што, како што ни е тоа откриено во Светото писмо, а објаснето од светите оци на црквата, Отецот наш небесен, тој што е почетокот на се, тој создава, твори преку своето слово, односно преку својот логос. Како што јас во моментот, еве и со тебе и со останатите, се откривам себе си, односно воспоставувам комуникација преку моето слово, преку мојот збор. Така небесниот Отец создава преку своето слово и се открива преку своето слово, односно преку својот логос. И затоа Јован Богослов вдахновен од Светиот Дух пишува: во почетокот беше Словото, во почетокот на се што постои, и Словото беше во Бога. Значи, Словото, односно Логосот Божи или единородниот Син Божи беше во Бога, односно Словото, единородниот Син Божи беше заедно со Отецот и Светиот Дух. Значи, тука ни се открива сега таа новозаветна вистина за едниот и единствен Бог. Дека Бог е еден, дека е единствен, но и троичен. Отец, кој има свој единороден Син, кој е негово слово, негов збор, преку кој тој се открива и тој создава. И Светиот Дух. И затоа пишува Јован Богослов: и Словото беше во Бога, и Бог беше Словото. И пишува дека самото Слово е Бог. Да. Зошто? Затоа што Отецот и Синот и Светиот Дух имат иста божествена природа, односно Бог е троичен, три личности: Отец, Син и Дух Свети, но иста божествена природа. И затоа Јован Богослов вели дека и самиот Син Божи, единородниот Син Божи, Словото, Логосот, е Бог, затоа што тој ја има истата божествена природа како неговиот Отец и Светиот Дух. Да, интересно е бидејќи нели апостолот Јован почнува со Словото, со Логосот, така. И потоа ги има сите овие градации, во него беше животот и животот им беше светлина, така. И стигнува до Христос на крајот. А тој цело време говори за Христос. Да, ама тоа е многу интересно, бидејќи многу било тешко за евреите да сватат дека... И за евреите, и за паганските народи. Ама и за нас денеска, точно е тоа. Бидејќи Словото стана тело, така. А Словото е истовремено и Бог. И тоа е многу тешко да се свати. Така. И дека, еве овде, се стана преку него, во третиот стих, и без него ништо не стана од она што постана. Така. Ова значи дека пред било што да постои, но не е нешто материјално, туку дали е тоа време, дали е простор, дали е некоја димензија на постоење воопшто, тогаш постоело Словото. Значи, пред се да постои, значи да бидеме појасни, значи пред се да постои, значи пред да постои просторот во била каква смисла на зборот простор, како во духовниот, така и во материјалниот свет.
и не знаеме што уште постои всушност ние, значи пред да постои просторот во било која смисла, пред да постои времето и пред да постои се што постои во просторот и времето во било која смисла, постоел логосот, односно зборот, затоа што Отецот небесен создава преку својот збор. Односно, Отецот е иницијатор, оној кој ја дава иницијативата, почетокот на се што постои, но тој создава преку својот логос. Јас многу често го користам овој современ термин програмер, јас така го доживувам тоа. Значи, Отецот ја има идејата на тоа што треба да постои. И таа идеја, всушност, за тоа што треба да постои, тој ја програмира и дава смисла преку својот син, односно преку својот логос, преку својот збор. Значи, синот единороден, кој е заедно со Отецот и Светиот Дух, тој е оној кој дава програма на идејата што доаѓа од Отецот. Сега да биде поедноставно, например, ако Отецот небесен ја има идејата за тоа во овој свет да постои јаболко, значи, јаболкото добива своја програма преку логосот. Да ги има тие хемиски својства, тој вкус, таа боја и така натаму, семката внатре и целата програма што ја има. Значи тоа доаѓа од логосот, значи, а Светиот Дух е оној што таа идеја која веќе има програма ја реализира во тродимензионалниот свет, конкретно во овој свет, одеднаш во овој свет се појавува јаболкото. Мислам, ме разбираш? Да, таа не создадена Божја енергија, да, на Светиот Дух. Така да, значи, Бог кој е над просторот и над времето, значи тоа е многу интересно да го разбереме. Бог е над просторот и над времето. И тој создава над просторот и над времето, но тоа што го создава, своето постоење го има во просторот и во времето. Така, да. И тој процес на создавање оди од Отецот преку Синот во Светиот Дух. И затоа Јован Богослов премудро има напишано се стана преку него. Значи се што постои, значи од планетите, од целиот универзум, се што постои, значи просто од молекулот, атомот, се што знаеме и не знаеме, се што постои, се што знаеме, се што не знаеме. Се стана преку него и без него ништо не стана од она што постана. Значи се што постои има свој корен во програмерот, во логосот. Затоа што има програма од логосот, односно се што постои има своја смисла, брат Ведра. Значи било што да допреме во овој свет што постои, има своја програма, има своја смисла. Смислата, односно програмата, му е дадена од логосот. Добро, еве сега уште едно од надвор од просторот и времето да влеземе во просторот и времето. И тука се спомнува еден интересен, како да го наречам, атрибут. Мислам, само да прецизираме дека ова е пластично објаснување. Во суштината Бог е неспознатлив и неговите... Јован Богослов како апостол, како мисионер, се обидел во збор да ја облече таа таинственост, неискажливото да го пренесе со збор, за да ние кои треба да ја разбереме оваа вистина, преку овој збор полека да навлеземе во оваа тајна за која се осведочил самиот Јован Богослов и ја напишал во прологот на своите евангелија. Се вели, во него беше животот и животот им беше светлина на луѓето. Светлината свети во темнина и темнината не ја опфати. Тоа што значат овие стихови? Значи, се стана преку него. Говоревме за таа смисла, програмата. Тоа е животот. Ние гледаме, значи, се што се создадено во овој свет. Значи, има програма. Сега, говоревме за јаболкото. Сега, јаболкото има живот во себе, има процес. Ако го подигнеме постоењето на повисоко ниво, значи, пример, одиме во животинскиот свет, да погледнеме еден лав, или тигар, или некој конј, така натаму. Ние гледаме живот и сега полека да дојдеме до човекот. Значи, човекот како круна на Божјото создание. Значи, човекот е оној кој е создаден од земја, односно телото на човекот е создаден од прав земен, од сите елементи од овој физички универзум кои се промислени и создадени преку логосот, односно преку зборот, преку
единородниот син Божи. И сега, од тој прав земен е создадено телото на човекот, со своја програма, со своја смисла, и Бог вдахнува дух животен и човекот станува жива душа, односно човекот е живо битие. И животот му е светлина, затоа што кога си жив, ти имаш свесност за своето постоење. И тоа е светлината. Тоа е светлината на постоењето. Вистината на постоењето, радоста на постоењето. И затоа Јован Богослов пишува, во него имаше живот, затоа што животот доаѓа од самиот Логос, од зборот Божи, и животот им беше светлина на луѓето. Светлината свети во темнината. Значи, и во овој отпаднат свет, кога преку нашите прародители целиот овој свет се инфицираше со злото, кога овој свет потона во темнината на злото, сепак светлината свети во темнината. Затоа што злото, односно паднатиот ангел, односно сатаната, не успева, иако се труди да го уништи животот. Затоа што тој го мрази Бог. Затоа што тој го мрази изворот на животот. И тој се бори против животот. Тоа е многу битно да го разбереме. Но, пишува Јован Богослов, светлината свети во темнината и темнината не ја опфати. Колку злото да се бореше против животот во овој свет, темнината не можеше, односно злото не можеше да го уништи животот. И ама тука се случува пак сега баш овој дел од четивото опишува една трагедија, да ја наречам, бидејќи нели Јован кој не беше светлината, но имаше вистинска светлина која Христос дојде да сведочи. Тука говори за Јован Крстителот. Да. Ама се вели светлината дојде во светот, дојде при своите, но своите не го примија. Да. Сепак тој што им даде живот на луѓето, што им беше светлина на луѓето, дојде кај луѓето, тој што е Бог неискажлив стана човек, а луѓето не го познаат, дури го распна и го убија. Ние гледаме и во денешно време, значи не само тогаш, иако имаме 2000 години сведоштво и така натаму, тешко е, брат Ведран, тешко е кога човек е во таа темнина, односно во таа состојба на духовна неразбуденост или личностна неразбуденост или обседнатост од злото, тешко е човек да го разбере животот во вистинска смисла на зборот. И затоа многумина бегаат, односно се отргнуваат од прашањето за смислата на својот живот. Но оние кои се херои на вистината, оние кои се херои на животот, храбро си го поставуваат тоа прашање за смислата на својот живот и кога трагаат по смислата на својот живот, тие доаѓаат до смислата, доаѓаат до словото. И сега мора да признам дека тука маестрално Јован Богослов ја опишува со многу кратко целата старозаветна историја. И тој вели имаше еден човек по име Јован. Значи Јован Крстителот е последниот пророк од Стариот Завет. Да. Значи тој е мостот меѓу Стариот Завет и Новиот Завет. Тој е оној за кого говори пророкот Исаија. Дека тој е оној пророк што треба да го подготви доаѓањето на Месијата. Да, тоа е тоа. Сега целиот Старозаветен народ Божи, ја имал таа смисла во себе си, значи да ја сведочи вистината за едниот вистински Бог, но и вистината за тоа дека треба да дојде Месијата. Сега тие не до крај разбирале смислата на тоа кој е тој што ќе дојде како Месија, како помазаник, како спасител. И сега многу едноставно Јован Богослов говори за светиот Јован Крстител, дека имаше еден човек по име Јован, Јоханан на еврејски, пратен од Бога, тој дојде за сведоштво, да сведочи за светлината, да сведочи за животот, да сведочи за спасението, да сведочи за Месијата, да сите да поверуваат преку него. Тој не беше светлина, туку да сведочи за светлината. А вистинската светлина која го просветлува секој човек дојде во светот. И сега тој е оној момент кога дојде и кај оние кои со векови беа подготвувани и го очекува, но многумина од нив не го препознаа. Зошто? Тоа е она што пред малку го говорев, тоа е поразот, односно последицата или диагнозата на духовната смрт, односно смртта на личноста, односно смртта на желбата
да биде жив во вистинска смисла на зборот. Односно, човек мисли дека живее, но тој нема живот во вистинска смисла на зборот. Живот во вистинска смисла на зборот човек добива во себе кога ќе стапи во контакт со својот програмер, односно со својот смислодавач, односно со својот животодавач, кога ќе се отвори за Месијата, односно кога ќе се отвори за Словото Божјо, за зборот Божји, за оној преку кого и за кого сме создадени. Така. Да, интересно е, сепак Јован Богослов тука го потенцира дека тој преку кого стана светот, тој дојде во светот, дека баш тој што го создаде светот дојде во светот, што е тешко за јас мислам дека секој христијанин се бори со тоа да го разбере. Ама замисли Јован Богослов, тој во своето прво послание говори за тоа, за животот. Вика, ние со своите очи го видовме, ние со своите уши го слушнавме, ние го допревме. Значи, замисли како се чувствувал тој и останатите апостоли, кога станале свесни кој е тој што е пред нив. Значи, кога го гледале Јешуа, значи Исус, кога полека разоткривале дека во тоа тело на Јешуа од Назарет, на Исус од Назарет, преку тоа тело делува единродниот Син Божи, Логосот. Оној зборот Божи преку кого сме создадени и делува зборот Божи преку кое се открива самиот небесен Отец. И затоа Месијата, Христос вели, кој ме видел мене, го видел и Отецот. Да. Јас и Отецот едно сме. Исто во своето Евангелие Јован Богослов ги запишува овие зборови во 14 глава. Значи, тоа е голема тајна, но и голема радост за целото човештво. Значи, нашиот Творец, нашиот осмислител, од кого сме отпаднале, доаѓа во овој свет да повторно не врати во смислата на постоењето, односно не врати во оној начин на живот и за оној начин на живот за кого сме создадени од него. Да. Еден, за жал, еврејскиот народ го отфрли, но тука се зборува и за тие што го примија. Не сите, не го позна. Да, раната црква всушност беше од евреите. Да, Јован Богослов Јоханан, он е евреин, апостолите се евреи, да. Еден добар процент, Никодим, фарисеот, да. Јосиф и така натаму, еден добар процент од представниците на Старозаветниот народ Божи, кои живеа според Словото Божјо и кои во духот на Словото Божјо ги разбираа пророците и живеа по законот. Значи, тие во својата духовна разбуденост го препознаа Месијата. А оние кои живеа во духовна темнина и кои има површна, формална или лажна вера, ако воопшто имале, тие не го препознаа Месијата, затоа што Месијата не одговараше на нивните потреби. Тие има потреба Месијата да биде политички лидер. Значи, да биде крал, како кралот Давид, кој повторно ќе ги поведе во една славна историја и така натаму. Тие не разбираа дека Месијата дојде во овој свет повторно да ни го открие животот таков како што тој го замисли за нас и да не воведе во тој живот. И тоа не само еврејскиот народ, туку и сите народи. И затоа Јован Богослов, значи, го користи тој термин логос, значи, кој бил јасен, особено кај тој круг на философи, елински, латински во тоа време и така натаму, за да преку тој термин им ја приближи пораката за Месијата. На него отфрлија сите, еве овде вели Јован Богослов, а на сите што го примија, на сите што веруваа во неговото име, им даде моќ да станат чеда Божи, кои не од крв, ниту од волја телесна, ни од поход машка од Бога се родија. Што представува да се биде чедо Божјо? Да. Им даде моќ да бидат чеда Божи. Што тоа значи? Значи, вели Јован Богослов, кој не од крв, ниту од волја телесна, ниту од поход машка. Тука Јован Богослов говори за нашето духовно раѓање. Значи, тој ја открива таа тајна, односно, јас би рекол, таа вистина, всушност, која сме ја заборавиле, дека ние, луѓето, не сме само тело, сома, би било на елински, значи, не сме само тело.
ние луѓето сме духовно телесни битија. И ние луѓето сме личности. Значи ние сме создадени по образот Божи. Што значи тоа? Бог е личност. И ние сме создадени како личности. И плюс пишува тамо пророкот Мојсе дека не само што сме создадени како личности по образ Божи, туку и по негово подобие, односно ја имаме таа можност нему да му се уподобуваме, односно да се исполнуваме со неговото совршенство, односно да ги примаме во себе неговите својства или да растеме во неговите својства. Значи, тука Јован Богослов говори за тој суштински момент, дека човекот, личноста која ќе поверува, односно ќе има доверба во Месијата, во Логосот, во Словото кое стана човек, тогаш во тој човек, односно во таа личност, започнува процес на неговото духовно формирање, односно формирање на неговата личност, на тоа што е тој на вистина, на неговиот живот. Значи не само телесен, туку на неговиот духовен, на неговиот личностен живот, на живот кој треба вечно да постои, вечно постоечки живот. Тоа е сега тој баш го одделува тоа го одделува тој аспект на телесност од духовното. Така е. Бидејќи вели не од волја телесна, не од крв, не од поход машка, а од Бога. Да, од Бога. Тој го одделува тука како друг начин на екзистенција, а од Бога. Сега тоа ќе го говориме во следните емисии, значи тој процес на духовно растење, всушност христијанството. Тоа е евангелието, радосната вест. Значи сите 4 евангелија, односно сите свети книги на Новиот Завет се радосна вест. Радосна вест. Радосна вест затоа што дојде Спасителот на светот. Радосна вест затоа што овој свет е спасен преку Спасителот, преку Месијата. Односно, овој свет е објективно, како што велиме ние теолозите, ослободен од сатонското робство, од злото, од гревот, од смртта. Но сега секој од нас треба тоа што го направи Месијата за нас да го прими во себе си. И тоа е раѓање во Бога. Односно, да бидат, како што пишува Јован Богослов, вика, и од Бога се родија. Значи, Бог, преку Отецот наш Небесен, преку откупителната жртва на Месијата, на неговиот единороден син кој станал човек, во силата на Светиот Дух, тоа е многу битно. Значи, се сеќаваш на кога говоревме, и Светиот Дух е оној кој идејата и програмата за нешто што треба да ја спроведува во овој свет, значи ја актуализира и дава постојање во овој свет. Значи, Светиот Дух е оној што го потикнува, оној што ја пали искрата на нашиот дух, на нашето вистинско собство или на нашата вистинска личност, на тоа што сме ние. И кога ќе започне тој процес на само себе осознавање, на само себе будење, кога започне тој процес на барање на вистината, на смислата, тогаш ние се среќаваме со Месијата, со Логосот кој стана човек. И тогаш во неговата вистина, во силата на Светиот Дух и во црквата се извршува тој процес на наше духовно раѓање, на наше подготвување за вечност и за наше очистување од сето она што ни пречи да влеземе во вечноста и во вистинскиот живот, а тоа е злото и гревот. И сега, малце се сеќавам на наш разговор, кога ти, брат Ведар, ме праша, зошто во црквата не сите се духовни? Не сите, например, имаат едно активно, живо, јасно сведочење на својата радост дека го доживеале Христос, го доживеале Месијата. Па тоа е ова всушност, затоа што многумина се уште телесни. Многумина верата, односно вистината за Месијата ја стават во рамките на својот огревовен, острастен, телесен живот. Тие не се предаваат на Христос, туку вистината за Христос ја толкуваат по себе и заради себе и поради некој кој знае каков нивен интерес. И кај нив гледаме уште состојба на темнина, односно уште состојба на духовна неразбуденост. Но оние кои вистински поверуваа во името на единродниот Син Божи, тие од Бога се родија. Односно,
чувствуваме како извира од нив животот, како во нив делува животот, како они самите се радуваат на животот, како они самите се живот, затоа што имаат преку Светиот Дух духовна релација, животоодржувачка, животоосмислувачка релација со самиот извор на животот, а тоа е единородниот Син Божи, Логосот Божи, со Месијата, со Христос, со Исус. Овде да продолжиме понатаму, Јован повторно потенцира дека Словото Исус Христос, односно тука разбираме дека се работи за Него, конкретно, и Словото стана тело и се всели во нас, полно со благодат и вистина. И ова е интересен момент, бидејќи нели апостолите им беше тешко да разберат дека тој што стои пред нив е Исус Христос, кој е Син Божи, кој е самиот Бог. Така. И сега да се сетиме на оној момент кога се преобразува Исус на таба. Да. И кога апостолите Петар, Јаков, Јован и Петар. Да, се вели ја видоа неговата слава. Така. И токму тоа се Како на единороден од Отецот, затоа што небесниот Отец засведочи за него. Ово е мојот возлюбен син. Исто онака како што во моментот кога Јован Крстителот го потопуваше Исуса, Јешуа, во водите на реката Јордан, Светиот Дух во вид на гулаб застана над него за да засведочи дека тој е помирителот на светот, а Отецот Небесен со глас посведочи: ово е мојот возлюбен син, кој е по моја волја, не го послушајте го. Да, тоа е наредната реченица. Да. И ние ја видовме неговата слава како на единороден од Отецот. Јован сведочеше за него и велеше зборувајќи: ово е за кого реков, оној кој иде по мене, ме испревари, оти постоеше порано од мене. Сега ово е интересен момент, бидејќи, како да го наречам, малку филозофски момент, бидејќи тешко е... И драматуршки, всушност да, има бидејќи тешко човек да каже, да замислиме која свест треба да има Јован Крстител за да каже дека тој што стои пред него, кој е реален човек, е пред него. Тоа е веќе една, како да ја наречам, метафизичка димензија. Така е. Но ние знаеме дека Јован Крстителот не е било кој човек. Тој е син на Захари или Савета. Самиот негов живот е Божја подготовка за ова мисија. Да. Значи, самиот тој бил од Бога повикан за да засведочи за Месијата. И кога тој во силата на Светиот Дух, исто како што апостолот Петар, знаеш, на сцена кога Христос ги прашува своите ученици: што мислите вие, кој сум јас? И му говорат, едни говорат ова, други говорат ова, а тогаш апостолот Петар вели: а ти си Месијата, Христос, синот на живиот Бог. И самиот Христос му вели: тоа не ти го кажа телото, односно не ти дојде од телото, односно не ти дојде од тебе, ти сам тоа не можеш да го разбереш, туку мојот Отец кој е на небесата, тој ти го откри. Да. И сега, тој момент дека во силата на Светиот Дух, во присуството на тие несоздадени божествени енергии, во присуството на Божјот на Божјата вистина, на Божјата радост и на Божјото водство во нас, тогаш личноста ги открива, односно има можност да ги открие, да ги разбере овие вистини. Без присуството на Светиот Дух, еви овој текст, значи, Светиот Јован Богослов, воден од Светиот Дух, го има напишено. И ние се тоа што го говориме, всушност го говориме од оние свети оци кои водени од Светиот Дух ова го разбрале и го објасниле. Така. Да. Овде сега Јован уште еднаш им говори конкретно на евреите. Да. Тој им прави, бидејќи евреите го имаат оној внатрешен конфликт со законот и не можејќи да го надминат овој конфликт, не можат ни да разберат дека Исус е Месијата. Они тоа го гледаат, сега зборувам за дел од евреите, го гледаат како ерес, како хулење, дека овој е Синот Божи. Тоа од почеток било многу тешко да се разбере и што тоа Син Божи. Да, тој термин го има повеќе пати и за што тоа значи. Да. Тоа веќе ќе говориме во следната емисија. Значи единородниот Син Божи. Што тоа значи роден? Значи ние не можеме да говориме за некакво телесно раѓање и така натаму. Сакам нашите гледачи внимателно да не разберат. Значи
единородниот Син Божи, зборот Божи, од вечноста и во вечноста е заедно со Отецот и со Светиот Дух. И сега, ако единородниот Син Божи ни открил дека од вечноста Светиот Дух исходи од Отецот, да, исходи, излегува, што тоа значи, ние не можеме да го разбереме, тоа е надпросторно и времено, трансцендентно, метафизично, како сакаш, многу тешко е, но еве, самиот Исус се обидува по логиката на овој свет да ни објасни некои нешта, и потоа тој вели за себе дека е роден од Отецот, единороден и така натаму. Но тоа раѓање исто како што зборот се раѓа од мислата. Или светлината излегува од сонцето, значи ги имаме тие примери и така натаму и така натаму. Значи тоа е за нас несватливо, но ние треба да разбереме дека Логосот Божи својот почеток од вечноста го има од Отецот, а Светиот Дух својот почеток од вечноста и во вечноста го има од Отецот преку излегување. И сега Јован Богослов кога вели оти постоеше порано од мене, тој им вели на евреите кои биле околу него дека тој за кој сведочи, тој кој е крстен од неговата рака во водите на реката Јордан и така натаму, постои во вечноста. Да, постои во вечноста и тука е вечен единородниот Син Божи кој е вечен, кој е Словото Божјо, преку кого е се создадено, тој станува тело. Тој преку Дева Марија и Светиот Дух станува вистински човек и се вселува во овој свет. И за него сведочи Јован Крстителот. И им вели на евреите, тој постоеше порано од мене. Значи, сакајќи да им ја открие таа тајна за тоа кој е всушност оној кој е Месијата, Спасителот на светот. И од него и од неговата полнота ние сите примивме благодат врз благодат, зашто законот беше даден преку Мојсеја, а благодат и вистината произлегува од Исуса Христа. Сега ова е преминување, да речеме, од стариот во новиот, ама преминување од една димензија на закон, каде што го имаме овој, да го речам, правен систем, юридички систем, каде што има закон и треба да се почитува законот. И веќе доаѓа овој нов, под наводници, закон, кој е самиот Исус Христос, кој е самиот јас сум патот, вистината и животот. И тој закон е оној кој действува преку силата на Светиот Дух натре во луѓето и ги води. Не случајно тоа Логос, Хераклит, баш и за тоа, иако јас тука би се повикал и на Лао Це за Тао. Знам дека кај кинезите би било во почетокот беше Тао. Да, патот и така натаму. И од неговата полнота ние сите примивме благодат врз благодат. И од неговото изобилие. Значи, Бог стана човек. Елохим, всесилниот. Значи, тој што во себе има полнотата на животот, полнотата на моќта. И тој ја покажа таа полнота на моќ. Значи, ние кога ги читаме четирите евангелија, четирите сведоштва за Исуса, од Матеј, Марко, Лука и Јован, ние гледаме една фасцинантна личност. Значи, личност која со се разликува од било која друга човечка личност во овој свет. Има изобилство во себе си. Изобилство на живот, изобилство на вистина, изобилство на сила, изобилство на мудрост, изобилство на љубов, изобилство на сочувство. Мислам, се во апсолут. Така, и ние примивме милост врз милост. Сега, Јован Богослов отвара една тема, значи, Тора или закон, значи, 5 книги Мојсееви, тоа се Тора, значи, законот, тој, убаво го спомна, тој правен момент, значи, без Месијата, без силата на Светиот Дух, да се биде добар, може само преку закон. Колку толку да се биде добар. Односно, преку законот да осознаваме што е добро, што е зло. Но, само толку осознаваме што е добро, што е зло, но силата да го правиме доброто, а да се бориме против злото, ја нема. И затоа законот е само патоводител, како што вика светиот апостол Павле, до Месијата. Значи, законот е патоводител на еврејскиот народ до Месијата. И затоа, односно Тора, затоа Јован Богослов повторно мора да призна маестралност, само со една реченица пишува, зашто законот, односно Тора,
тој правен систем за тоа како треба старозаветниот народ Божи да го гради својот однос кон Бог, кон самите себе си, кон својата заедница, кон останатите и така натаму, Тора, односно законот беше дадена преку Мојсей, преку пророкот Мојсей, а благодата, харис, или милоста и вистината произлегува од Исуса Христа. Значи, а вистината на постоењето и милоста на постоењето, благодата на постоењето, благиот дар, добриот дар на постоењето дојде од Исус Месијата. Тоа Исус Христос, значи Јешуа Хамешија, значи Исус кој е Месија. И ако сето ова е маестрално, еден маестрален вовед во Евангелието на Јован Богослов, тој го завршува всушност. Да, најмаестрално со дијамант. Да, сега ова е исто многу, мислам, сите реченици се интересни, сите се пребогати со... Па секој збор тука ние би требало да трае, ако секој збор навлегуваме, 3 часа би требало да трае оваа емисија наша. Но еве се обидуваме, еве се надевам дека ќе им бидеме од полезност на тие што не гледат и ќе им помогне кога ќе очитат овој текст сега, ќе им помогне да го разберат и прологот, но кога ќе навлезат во овие вистини, тие ќе почнат да го разбират и целото Евангелие, односно пораката на Евангелието. Еве сега, бидејќи Светото писмо е напишано од апостолите, кои го пишувале во силата на Светиот Дух, и нели говориме за свети книги на Новиот Завет. Да. И тие книги, односно Новиот Завет е толкуван, објаснет од светите отци кои го читаат и разбираат во силата на Светиот Дух. Јас ќе се обидам немоќно со разумот да ја протолкувам оваа реченица, па ти оставам на тебе, ова е крајот на при крајот сме на емисијата. Бога никој никогаш не го видел, единородниот син кој е Бог, кој е во крилото на Отецот, тој го објави. Сега, еве јас како го разбирам, како да сака Јован Богослов да ни каже уште еднаш дека суштината Божја е недопирлива за човечкиот разум. Така е. Затоа што со својот разум, со својата логика, може, еве гледаме ние и кај древните философи, и кај современите философи и мудреци, тие доаѓаат до еден принцип дека полека навлегуваат во таа вистина дека целиот овој свет има еден принцип кој е почеток на се, но кој е тој тие не знаат. Тоа е доаѓаш до тоа сознание дека постои еден законодавач, односно законодател, осмислувач, но кој е тој? Така, не го знаеш. А Јован Богослов со оваа реченица, тука и јас се потрудив ова реченица да биде верна на оригиналниот текст, затоа што приметив. Да. Значи Бога никој никогаш не го видел. Да. Не е само со нашите физички очи, него просто не може да го разбере никој. Тоа е, значи, само еврејскиот народ колку толку имал откровение за Бог тако како што е. Дури Мојсей не го вида Бог во својата суштина, туку ја вида таа енергија. Он влезе во како што вели, како што е запишено во неговата книга, во втората книга Мојсеева, и како што Свети Григори Ниски тоа го објаснува, вели влезе во темнината, значи во неискажливоста за Божјата вистина. Сега Бога никој никогаш не го видел, единородниот кој е Бог. Сега тука има во нашиот превод единородниот син. Да. Значи има два извора, значи во свети книги на Новиот Завет, односно во овој контекст, кои ни го објаснуваат овој момент, но мислам дека ова е поавтентичен. Значи Бога никој никогаш не го видел. Единородниот кој е во него, односно Словото Божјо, кој е Бог, како што е на почетокот на прологот, кој е во крилото на Отецот, односно во пазувите, односно кој е со Отецот, тој го објави. Во Бога, да. Да. И сега тука е всушност и фундаментот на нашата вера, на нашата доверба во вистината. Дека ние во Христа имаме објава, откривање, порака, вистина откриена за Бог таков како што тој е. Тој сето време од својата мисија во овој свет говори за небесниот Отец, за тој што е. И говори така како што тој е.
и говори така како што тој е, затоа што тој е едно со Отецот и со Светиот Дух. Затоа што тој е во вечноста заедно со Отецот и Светиот Дух и затоа што никој подобро од него не знае каков е тој што е вечниот. Па од Цивица се обидовме колку толку да го исцрпиме овој неисцрплив текст. Да, се обидовме да објасниме и се надевам дека ова објаснување ќе им биде за полза на многумина. И ќе најдат навистина мотив ова кој ќе ги мотивира уште повеќе да го истражуваат евангелскиот текст, односно да ја истражуваат пораката на новозаветните свети книги, за да колку повеќе во себе ја примаат таа порака, се повеќе и повеќе во нив да започне оној процес на раѓање во Бога, духовно раѓање, односно соочување, растење, осознавање на вистината таква како што таа е. Така, тоа би било крајот на оваа емисија, па ќе се потрудиме во следната емисија. Не знам која беше темата на следната емисија. Следната емисија е вечен, единствен и троичен. Да, ние продолжуваме всушност, затоа што тоа е круцијалниот момент да се објасни всушност вистината за Бог. За необјасниви. За необјасливие да го објасниме оно што не може да се објасни, но така завршивме со последната реченица од прологот на Јован Богослов, дека Исус, односно Јешуа, Месијата, го објави Бог и ќе се обидеме во следната емисија, така на нашите гледачи, преку следен евангелски текст, да им ја приближиме оваа вистина, дека Бог е еден, единствен и троичен. Ти благодарам, отец Цивица. Благодарам, брат Ведран, за мотивацијата и за водењето на овој разговор и повторам, се надам дека ќе им биде за полза на многумина. Драги гледачи, се гледаме во наредната емисија на тема Вечен, единствен и троичен. Довидување.